Владата ќе врши ревизија на финансиската помош која што претходната власт им ја додели на компаниите како поддршка за време на ковид кризата. Откако пред неколку дена премиерот Мицкоски изрази сомнеш околу поделбата на парите, денеска владата треба да формира адхок тело кое ќе испитува дали биле направени евентуални злоупотреби. Ова тело треба детално да испита под кои критериуми биле доделени 100 милиони евра за поддршка на стопанството. Мицкоски рече дека согласно законот, такво тело кое требало да контролира како, на кого и за што се делат парите, требало да се формира уште кога се донела одлука да се додели таква помош, но тоа не било направено. Не бил донесен ниту соодветен правилник, па затоа за државните пари конкурирале и фирми кои не ги исполнувале законските услови. Инаку така наречените антикризни мерки за справување со ковид кризата беа поделени во неколку пакети. Требаше да им помогнат на фирмите да не стават клуч на врата, да го одржат производството, да ја подобрат конкурентноста и да го зголемат извозот. Најголем дел од нив се однесуваа на помош при исплата на минимални плати за работниците во одредени сектори кои беа целосно затворени поради пандемијата. Не е само злоупотребата на пари за антиковид мерки. Кога го презентираше ребалансот на буџетот, министерката Димитриевска Кочовска ја обвини претходната влада за недомакинско и криминално работење со државните пари. Според неа, штетата врз буџетот изнесува неверојатни 520 милиони евра. Пензиите за декември биле евидентирани во јануари. Институции одвоиле пари за плати само за 6 месеци, се прераспределувале и унапредувале незаконски административци, не се враќале долгови, не се предвидувале доволно пари за МРТВ, за мерката студентски оброк, за локални проекти, немало пари дури ни за исплата на кирии на амбасади. Аналитичарите веќе упатија апел до јавното обвинителство итно да реагира на ваквите обвинувања и да поднесе соодветни пријави. Оттаму пак одговараат дека чекаат на доказите од Министерството за финансии. Премиерот рече дека скенирањето на состојбите изминатите недели открило многу случаи на безмилосно трошење кои се документираат во периодов и ќе бидат предадени на надлежните органи.